Почитувани гледачи, еве сме во најновото издание од емисијата од своја страна. Мојот денешен гостин е повеќекратен шампион за карате во Република Македонија. Исто така, минатата година тој станува и европски шампион во карате во категоријата јуниори до 21 година и до 84 килограми. Денес разговарам токму со него, Петар Спасеновски. Разговараме за љубовта кон каратето, за неговите почетоци, за тоа кој го внел во овој спорт, за неговите соништа и идни активности. Велам добри дојде за Петар. Петар. Добро најдов, поздрав до сите ваши гледачи и ви благодарам за поканата. Ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата од своја страна. Ке започнеме токму со суштинско прашање, од кога со каратето, од каде љубовта кон овој спорт, кој те внесе во водите на каратето? Па така, значи љубовта кон каратето ја почнав од мојата 6-та година, односно баш кога почнав да одам во основно училиште. Баш кога се запишав во прво одделение, почнав и да тренирам карате. Мојот татко ме однесе на првиот тренинг, односно ова е приказно што ќе кажам секаде. Мојата мајка е професорка по балет, па стравувањето на татко ми да не преидам во тие води, ме однесе на нешто малце во подруг стил и ме однесе на карате. Така почнав да тренирам и еве веќе 16 години подоцна уште сум во тој спорт и тоа прерасна што е ден денес нешто попрофесионално и се вроди голема љубов. Кој беше оној клучен момент што те поврза токму еве со каратето, толку многу спортови, да се одлучиш токму за него? Па не знам, затоа што бев многу мал и гледав многу филмови кои што од акциони филмови од таков карактер и евентуално мислам дека тоа би ме привлекло. Петар, ти си европски шампион денес во карате. Какво е чувството да се биде европски шампион? Така, значи станав европски шампион изминатата година, односно 2019 година, во Данска во Алборг. Тоа беше европско првенство за кадети јуниори и јуниори до 21 година. Настапав во категоријата минус 84 килограми и на европското првенство во Данска имав 5 борби, од кои што извојав 5 победи. Морам да нагласам дека беа значително тешки борби, затоа што сите се таму државни шампиони во своите земји и се пратени на европското првенство. Најтешка борба, морам да издам дека ми беше третата борба, каде што се борев со босански репрезентативец, каде што борбата беше многу неизвестна. Заврши 0-0, но на крајот на судиско прогласување, со судиски бодови победив. Судите ја вида мојата доминантност во борбата, желбата за победа и бројот на напади кои што ги остварив и победив. Исто така и финалната борба беше доста тешка со репрезентативец на Словачка. Бев во негатива од 1-0, но на крајот исто така успеав да израмнам и да судите да видат исто мојата желба за победа и да победам со резултатот 5-0. И да не представиш како европски шампион. Токму така, твојата титула европски шампион се надополнува со твоите достигнувања во понатамошните, односно во претходните години, каде што во Дубровник ти чинам освојуваш бронза, додека односно трето место, додека во Кипар освојуваш бронза. Еве да споредиме кој е за тебе најголемото достигнување, најзначајното еве за тебе достигнување во каратето? Така, значи дефинитивно најзначајно и најголемо моје остварување во мојата кариера е европското првенство во Данска, каде што станав европски шампион за кој што зборевме претходно, но тоа е исто така еден цел циклус претходен во истата сезона Дубровник, како што спомнавте, Балканското првенство. Тоа беше 2018 декември, каде што исто така го освоив златниот медал. Исто така тешки борби, тоа е еден цел подготвителен период пред европското првенство, каде што се спремавме и ја темпиравме формата за истото.
Исто така и претходно таа сезона морам да напоменам дека имаше и државно првенство и изборно првенство за кадети јуниори и U21, каде што тоа беше изборен циклус од Карате федерацијата, каде што се квалификуваш за европско првенство. Мислам дека тие турнири ја истемпира формата на тие турнири, на европското првенство бе во топ форма и забележи златен медал. Macedónia, Petros Krasnodski. Так си доби тоа што се заслужи. Петар, како државата реагира на твоите успеси? Колку, да речеме, државата има слух за каратето како спорт кај нас? Така, значи каратето е, морам да кажам дека еден од најтрофејните спортови во Република Македонија и подпомогнати сме од Карате Федерацијата на Македонија. Еден голем поздрав за Карате Федерацијата на Македонија и председател Драги Становски. Исто така и Агенцијата за млади спорт. Имаме поддршка, но исто тука така и мојот матичен клуб. Токму тоа ми беше следното прашање, ајде да спомнеме нешто повеќе за Карате клубот Макпетрол, кој што безусловно и безрезервно ни ја даваат поддршката. Тоа е една гигантска фирма во Република Македонија, каде што не подпомага во секој аспект. Исто така и мојот тренер Бошко Заборски, кој безрезервно ни ја дава целата поддршка која што ја... Така, дали може би во иднина се гледаш како карате тренер? Па не знам, тоа уште е рано да го кажам. Така, и ти си релативно млад, амбициозен човек, студент на правниот факултет, Јустинијан први. Така е, да, но за сега се гледам само во надпреварувачки води во каратето. Мислам тоа дека добро го правам и се надевам дека ќе бидам исто така успешен. Титулата европски шампион кажува колку добро го правиш, така е? Така, да. И се надевам дека ќе бидам исто така успешен сениори како во јуниорска конкуренција. Така е, моето прашање следно е дали во нашата држава се одржуваат надпревари по карате? Што се случува кај нас? Да, се одржуваат. Има повеќе број на надпревари, мислам. Имаме тука се турнири кои што ги организираат клубовите од Карате Федерацијата на Македонија. Исто така тука се и државните изборните првенства за кадети јуниори, исто државни изборни првенства за сениори. Имаме доста активности на државен план. Така, колку каратето како спорт си носи со себе, односно си бара своји жртви, како жртви, мислам, слободно време, социјален живот, нели? Млади сме, сакаме се да видиме, да прошетаме и сето тоа. Така, па морам да кажам дека каратето стварно доста време одзима, затоа што веќе ова го правиме Така, ако решите 16 години и морам да кажам дека во последно време, прилика 3 години, почнав да тренирам и по 2 пати на ден. На првиот тренинг сите оние таа физичка подготовка ја правиме исто така во Карате клуб Макпетрол, имаме и кондиционен тренер за сабајле тоа што го правиме. Иван Тиосавлевич, голем поздрав и до него. И во вечерните часови каде што и го правиме оној специфичен дел, карате делот со нашиот тренер Бошко Заборски, која прави оваа работа успешно како што ја прави. Како што доликува, така. Доликува и тоа го покажуваат многу остварените одличја и медали кои што сме ги освоили. Така, Петар, освен твоите колеги, кој ќе го издвоиш како твоја најголема поддршка во животот, во се она што го правиш досега, во сите активности, во сите победи досега? Па дефинитивно тоа ќе биде мојата фамилија, моите дома, мојот татко и мојата мајка,
кои безусловно секогаш ме подпомагале и секогаш кога им било најтешко во спортот, тие биле тука за мене, за да ме мотивираат, за да продолжам понатака и Така да е, родители, ако не никој. така. Токму така. Пред да те викнам во емисија, јас се следам од неодамна, видов дека си избран за најдобар спортист на град Скопје. Што за тебе представува оваа титула? Значи, бев еден од најдобрите спортисти на град Скопје. Тоа сите тие индивидуални награди и одличия што ги добиваме после сите оние остварени резултати кои што ги имаме, тоа за мене представува само еден мотив и едно охрабрување за да продолжиме понатаму, затоа што кога гледаш некој дека те цени и тија вреднува работата која што ја правиш, ти дава дополнителна мотивација за да продолжиш понатака. И што е следно на твојата агенда? Па доста густ распоред имаме оваа година, 2020. Тука имаме Европско сениорско првенство кој што ќе се одржи сега во март. Исто така тука си премиер лигите кои што се од светски ранг, каде што собираме на бодови за учество на Олимпијада. А што е со олимпијадите? Па Олимпијадата во Токио 2020 ќе се одржи, тоа уште не се знае точно кој ќе оди. Тоа има селекција претходно? Да, имаме уште 3 премиер лиги до квалификациониот турнир кој што ќе се одржи во Париз. И таму победникот на тој турнир ќе биде квалифициран на Олимпијада директно. Исто така имаме и Европско универзитетско првенство, Европска универзијада која што се одржи во Белград во јуни месец. После тоа имаме државно изборно првенство сениорско тука во Македонија, каде што ќе биде квалификационен турнир за учество на тоа светско сениорско првенство. После тоа имаме светско универзитетско првенство. Ова е значително густа година. Имаме густ распоред каде што се надевам дека барем ќе биде еднакво успешна како и 2019. Ние ќе се трудиме и ќе се стремиме кон тоа. Петар, јас не се сомневам. Знам дека и луѓето околу тебе кои што те познаваат нема да се посомневаат во тебе и во твоите капацитети и твојата амбициозност која што ја носиш со себе. На самиот крај ќе ти посакам уште многу успеси на сите овие надпревари, барем да освоиш по нешто, по еден медал, да се вратиш со по еден медал. Ќе ти посакам уште многу успеси, како што кажав, плодна работа. И телевизија Сонце секогаш ќе биде во текст со твоите спортски успеси во делот на каратето. Ти благодарам уште еднаш што беше мој денешен гост. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат разговаравме со македонскиот повеќеикратен и европски шампион во карате Петар Спасиновски. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме веќе наредната среда во 17 часот и 15 минути. До тогаш останете со нас.